Имавме малку помирно утро во споредба со она што се случуваше во текот на ноќта, но еве пред малку имавме уште еден земјотрес со 2,1 степен, значи не мирува Охридското тло, тоа е повеќе од сигурно, но повознемирувачки беше во текот на ноќта. Значи имавме два посилни потреси, 4,1 степен само 4 минути по полноќ, а 54 минути по полноќ уште еден од 4,2 степени. Заведнаш после тоа, значи во текот на ноќта, некоја си серија од десетина потреси, од кои што се движеа со магнитуда од 2,3 па се до 3,5 степени. Значи не мирува Охридското тло, до кога ќе биде вака не знам, и покрај тоа што нели надлежните постојано апелираат и смируваат дека станува збор за афтершокови на оној потрес кој што се случи, кој што го имавме пред 3-4 дена, кој што беше од 5 степени. Значи се ова што се случува, велат сеизмолозите и од Институтот за земјотресно инженерство, дека е сосема природна појава, но колку и да сето тоа нормално и природно, сепак мора да се каже дека вознемирува. Значи покрај тоа што охриѓани некако се обидуваат да се вратат во нормала, повторно ете на некој начин секој си ја врши својата работа, значи се враќаат на своите работни места, се обидуваат некако и да не се зборува многу за земјотресите, да се смири целата ситуација. Сепак потрес од 4 степени сепак е потрес, поготово многу лошо што е многу плитко, значи на само километар 2 од емината кора, така да многу се чувствува и многу е поопасно затоа што е во текот на ноќта, така да и овие потреси од 4 степени ги натераа охриѓани повторно ноќта да минат на отворено, кој како има и кој како се снајде. Значи многумина од нив спијат во своите автомобили кои што претежно ги паркираат на отворени паркинзи, претежно на кај плажите, а има и од оние кои што се навикнаа некако, лето е, самото време дозволува, па се седи и во дворовите. Но посебно го привлече вниманието на нас што овие потреси направија и оштетување на црквата Света Петка во Велгошти. Станува збор за многу стар објект од 1890 година, на кој што неодамна се правеше и подпорен зид. Значи црковниот одбор бараат до Македонската православна црква и до Заводот за заштита на спомениците на културата, под кој што е и заштитен овој објект, да превземат итно мерки за да се ублажат овие штети кои што ги предизвика земјотресот. Предлагам да го погледнеме прилогот кој што го подготвивме на оваа тема. Серијата земјотреси кои во последните 3 недели го отресат Охридското тло предизвикаа оштетување на зидовите од фреските во манастирот Света Петка во Велгошти. Од црковниот одбор од селото апелираат до надлежните да се заложат за што побрзо санирање на оштетувањата на овој значаен верски храм. Манастирот за жал претрпе некои оштетувања, не се големи, али се значени, бидејќи зидовите кај што се фреските се напукнати и малтовете напукнат, така да овој дел знаете овој верски храм е посебно значени, не само за Велгошти, Велгоштани, Охрид и Охридско, него пошироко во целата држава, цела Република Македонија. Бидејќи е толку значен и подпаѓа под Завод за музеи, ние апелираме до Заводот за музеи, исто и до Министерството за култура, да обрати посебно внимание и да види како треба да се санираат тие штети и фреските да се обноват. Црковниот одбор се обрати до Митрополија, сега не знам што се случува, нема некој голем слух, али сепак се надеваме од нивна помош и од сите релевантни фактори да помогнат. Велгоштани додаваат дека на манастирот со оглед на неговата старост потребно му е целосно реновирање за да го врати некогашниот сјај. Не се тука само тие оштетувањата, овој црковен храм треба, значи и да се направи една реконструкција и реставрација на самиот храм однатре, значи си знаете овој од среден век, исто така е реставриран за време од последниот султан, така да стварно има посебно значење и ние се надеваме дека еден ден ќе претрпи целосна реконструкција црквата манастирот Света Петка во Велгошти. Инаку пред 7 години поради распукување на карпата на која стои црквата беше изграден подпорен зид со кој се спречи нејзино уривање. Тоа беше прилогот кој што го подготвивме за манастирот Света Петка, но покрај оваа серија земјотреси кои што ги имаме веќе 20 на дена, само да кажам дека над 1500 потреси на Охридското поднебе се случија за овие 20 на дена. Да кажеме една убава информација, значи да се надеваме дека со белото лето кое што ни започна синоќа, некако и ќе ги сузбиеме овие фобии кои што ги добивме од земјотресите, значи синоќа официјално ја отворивме и летната туристичка сезона со фантастични
фантастичниот настап на Лабино на Владимир Василевски Четкар, значи концертот на Четкар, на многу чудна, автентична и убава сцена нели на Лабино. За прв пат се одржува овде концерт и се надевам дека во иднина ќе се практикува оваа сцена и понатака да се користи како сцена за концерти, но и со представата Коштана на Српскиот театар, за која што се бараше место повеќе, преполно беше пред црквата Света Софија. Убава најава нели за летна туристичка сезона и посебно радува фактот што нема откажување на резервации. Сепак се надеваме дека она што го кажа смирувачкиот тон на сеизмолозите, дека ќе имаме потреси, но нема да бидат со голема магнитуда. Така да ние продолжуваме онака како што сме навикнати, динамично да биде во текот на летото и еве го во очекување и на отварањето, свеченото отварање на Охридско лето, така да се надеваме дека како доаѓаат убавите настани, убавите концерти ќе се намалуваат серијата на земјотреси.